Ќе зборуваме за филмот Сестри. Нашиот македонски представник, па ќе видиме колку ќе влезе во она поглавна селекција за Оскарите во 2022 година. Имаме многу новитети кога станува збор за македонскиот еден од поновите македонски филмови долгометражни Сестри на режисерката Дума. Туку имам дел од екипата, па ќе ги поздравам Мартин Иванов, сценарист и монтажер, и Марија Јанчевска, една од актерките. Добро утро до вас и драго ми е што сте денеска дел од утринското шоу. И честитки за успехот кој што досега го постигна филмот Сестри. Хвала. Ви благодарам на поканата пред се. Тука се чувствувам веќе како дома, пошто имам гостувано неколку пати. За малку ќе дојде во пижами, нели? Пошто не е проблем, Мартин, да знаеш. Ние сме отворени за последниот пат кога ќе ме поканите. За следниот филм и за следниот успех. А што да правам што правите успешни филмови? Така? Фала ти на комплиментите. Да, се видовме и се дружевме за Исцелител, за Копање. И драго ми е што и сега се дружиме за Сестри. Ние зад камерите сега прималку зборувавме за една информација која што можеби и сакавте вие како екипа малку подоцна да биде откриена во македонската јавност, ама ве претрка луѓето на социјалните мрежи кои што викендов објавија дека Сестри ќе се прикажува на мрежата Netflix. Така е, тоа е точно. Од 24 декември Сестри ќе има својата премиера на платформата Netflix. И тоа е една вест што стварно не изненади пријатно како автори, затоа што до сега сме се радували како студенти, како подоцна како професионалци во филм на успеси на некакви фестивали и награди на истите фестивали, а ова е еден нов момент кој постои и не можеме го избегнеме. Филмска дистрибуција на така наречените видео on demand платформи кои веќе постојат. Сме имале случаи каде што македонски филми биле прикажувани на HBO, ова е новитет за македонската кинематографија. И огромен успех за вас како екипа. Мартин, ајде малку повеќе за филмот. Предизвика голем број на реакции. До сега ми откри на повеќе на околу 15 на фестивали. Филмот беше прикажуван во Карлови Вари, каде што беше официјалната премиера, вие се закитивте исто награда. Премиерата македонска беше на браќа Манаки, меѓутоа од пред некој ден филмот веќе може да се погледне во киносалите и без разлика на тоа што ќе се прикажува на Netflix, ние апелираме да појдете во кино и да си го погледнете и да дадете поддршка за тоа што е домашен филм, но од друга страна многу е поразлично кога ќе го погледнете на големо филмско платно. Малку околу патот и создавањето на Сестри. Како дојде до сето тоа? Колку време, од кога идејата во зародиш, колку време работевте на разработката на истата и така натака, со оглед на актуелноста на темата која што ја работи истиот? Клучната авторска екипа во филмот е составена од луѓе кои заедно студираа вклучително јас сум дел од таа екипа, кои заедно студираа некако генерацијски горе-доле година или две разлика на Факултетот за драмски уметности. Во еден момент заедно со мојата колешка и другарка Дина Дума фантазиравме за некаков долгометражен филм во студентските денови, затоа што и на двајцата некако не ни се чекаше да поминат години, па ние да добиваме мини шанси, иако тоа се случуваше во меѓувреме. Фантазиравме да направиме долгометражен филм и за филм треба приказна. Некако сега точно не се сеќавам, ни за разговори дојдовме до еден општествен проблем што некако се случи да и јас приватно, затоа што сме разлика генерацијски 2 години, јас лично тој проблем да го видам индиректно во моето средно училиште, а и Дина исто така, се работи за cyberbullying, не ми текнува на македонски збор, пошто и веќе мислам дека го препознаваат како cyberbullying. Cyber-насилство. Дигитално насилство, не знам, така некако. Веројатно, да. Лингвистите се попаметни од нас сигурно, ама еве ќе се послужам со cyberbullying. Додека бев средно училиште, после и Дина ми ја раскажа сличната приказна во друго средно училиште, се случи да излезе видео, аматерско порнографско видео, кое што беше споделувано низ
меѓу нашите врсници и таа тема заврши некако во тие години на телевизија немаше никаква разрешница. И ние некако слушавме индиректно за некакви разрешници, емотивни, ама се тоа беше така некако плуташе како некоја страшна приказна што се случила некаде таму пред неколку години. И некако ни се виде како многу важна тема за филм, затоа што филмот има таа моќ да разговара со публиката многу полесно од не дека не се важни новинарските текстови, тоа како се важни, него само да кажам дека емотивниот контакт со публиката многу побрзо може да замисли некој и конечно во општество да се ја чукне малку главата и да преземе некакви мерки. Сведоци сме после толку време дури на еден ден настан со јавна соба кој ја не сум сигурен дали има разрешница. А тоа се страшни тоа е страшно насилство кој остава последици долгорочни. Да, се сложувам и дефинитивно треба да се зборува на овие теми многу почесто и многу повеќе, а вие со филмот сте завршиле, да кажам, голема работа, иако не е целосно нели завршена затоа што темите се отвораат, ама проблемите нели остануваат и тука сме за да ги решаваме. Не знам кој од вас имаше можност да го погледне, ние ќе доделуваме се разбира билети понатаму во утринската на Телма за овој филм за да појдете во кино и да си го гледате. А за оние кои што се уште не го погледнале, тука сум и јас и едве чекам да го гледам, да бидам искрена. Во продолжение трилерот, накусо да видите за каква приказна станува збора, потоа ќе ви ја представиме и Марија Јанчевска, една од актерките во Сестри. Не си доволна. Ме нервира курва, шо ме се пуша на криз видео. Вечер преме журка, дојдете две. Ти ма ја дојдеш? Да. Морам вратам. А шо ќе му правиш? Не, ништо. Ти ќе го пастираш. Само еден клик. Толку. Каква курвича! Кажеш на некој, било шо. И ти ќе кажам дека ти го постираше видеото. Реци ми дека никад нема да ме остиш. Секунда. Да, трилерот за најновиот долгометражен филм македонски се разбира Сестри, во една од актерките во овој филм или во ова филмско остварување е и Марија Јанчевска, која што исто така денеска заедно со нас. Марија, добро утро и до тебе. Добро утро, благодарам на поканата. Како се случи да се најдеш токму ти во целата оваа актерска екипа која што не е така мала? А заеднички направивте фантастично дело за кое што веќе многу се зборува, а верувам и многу повеќе ќе се зборува откако ќе го погледнат многу повеќе луѓе. За мене лично беше многу спонтано, поради тоа што кога излезе кастингот за филмот, јас не влегував во тој дел со годините, не одговарав, бидејќи имав 13 години кога излезе кастингот, меѓутоа кога ми избра имав 14, а мојата улога има веќе 16-17 години. Во секој случај за мене беше голем предизвик да глумам нешто кое го немам самата претходно доживеано. Меѓутоа мислам дека беше едно прекрасно искуство да се работи на тема која е доста важна и која јас еве како млад човек можам од директни извори да кажам како вистински преносител баш си преносител, денешната младина, да кажам дека на вистина ова се работи кои се случуваат и кои за жал многу ретко се адресираат во општеството кај нас.
Има ли можност твоите соученици можеби да го погледнат филмот, затоа што во многу медиуми се пишуваше дека ова е филм кој што треба да е лектира за сите средношколци. Сега со оглед на тоа што тематиката е таква, какви се коментарите од твоето обкружување, затоа што ти, како што и сама спомена, си директен преносител на сето она што е приказна во филмот? Да, мислам дека самата иницијална идеја на Дина Дума, режисерката, и целата екипа беше всушност тоа, оваа порака да допре до што е можно поголем број луѓе, а најмногу нели млади. Јас за среќа имав можност да слушнам коментари веќе од мои познаници, од мои другари, од луѓе на моја возраст и дефинитивно сите се позитивни и го достигнавме, мислам, кај тоа што го сакавме, малку да ја растресеме таа душевна катарза и да ги наведеме луѓето да размислуваат за реалното тродимензионално постоење во склоп на оваа младина денешна. Дали твоето перцепирање на социјалните мрежи, на интернет реалноста се промени токму како резултат на снимањето на овој филм? Затоа што велиш дека на 13 години, кога си имала 13 години бил кастингот, ама веќе кога се снимаше филмот и сега веќе кога е филмот достапен за пошироката јавност, веќе имаш 16 години. Да, 16. Така. Па, добро, мислам дека на вистина кај мене тоа многу се промени, бидејќи на тие години сватив колкава е всушност, знаете, ние многу гледаме тоа пасивно кога сме млади, не го гледаме тоа како некоја закана. Меѓутоа со моето учество во филмот увидов дека увидов таа дехуманизација на младите кога се зад тестатурата и тоа што тие го губат кога се лице во лице, очи во очи. Меѓутоа сватив колку еден клик може да промени нечiji живот и колку сето тоа може да влијае негативно. Да, многу убаво спомена, еден клик може да промени многу работи. Мартин, ајде да споменеме останатата екипа која што работеше на овој филм и да ми раскажеш за првичните реакции на македонските посетители кои што веќе биле во кино да го погледнат овој филм, бидејќи веќе само неколку денови е на редовните репертоари во Кино Милениум, во Битола видов, можеби и во некои други киносалија. Како што споменав претходно, екипата која иницијално почна да го фантазира овој проект, Ти и Дума, така? Да, и ние фантазиравме некако овој филм да се направи што побрзо, па некако дури се занесувавме дека тоа би можело и без пари, тогаш во приказната дојде едно, ако не најважната карика во целиот процес, продуцентката Марија Димитрова, која го тераше овој проект по различни фондови, по програми за развој на сценарио и така натаму, заедно со Дина. Снимателот е Наум Доксевски, исто колега од Факултетот за драмски уметности. Музиката е на Игор Василев Новоградска, познат македонски филмски композитор и музичар. Редно е да ги споменеме и главните актерки Антонија Блазелковска и Мија Жиро, кои според мене направија фантастична работа, заедно со Марија и останатите, ја ги викам деца актери, тоа се тинеџери, кои не се тренирани да бидат актери, туку перфектно се снајдува во оваа улога да ја играат својата младина пред камера, зашто е заслужна секако и режисерката Дина Дума. Тоа што имат направено според мене е стварно феноменално. Да. Марија, немаш никакво претходно актерско искуство? Не, јас за среќа имав претходно актерско искуство, меѓутоа повеќе беше тоа насочено кон театарот и ова ми беше прв долгометражен филм. Претходно имав работено, како што споменав, на театарски представи, исто така на видеоспотови на последната песна на Тошиеве, Secret Place, бев исто така. Мислам, работев на тој дел, мислам, од глумата, меѓутоа ова ми беше прв долгометражен филм. Нити било непознато дружењето со камера, ама ова е сосема нешто поинаку. Околу реакциите на публиката, тоа ме интересира, Мартин, затоа што ми спомена дека веќе имаш родители околу себе кои што некако поотворено, побудно гледаат на овие социјални проблеми веќе. Да, интересно е дека ако треба да направам некакво НЗС како реакции од публиката, дефинитивно добив многу пораки, а не само ја, и останатите членови од екипата, од наши пријатели и колеги кои се родители на
тинејџери или на деца кои се во таа предадолесцентска возраст, каде што се стварно допрени од филмот, веројатно затоа што они секако живеат во 21 век, ги знаат сите проблеми на денешното време, као што секоја генерација си има и своји проблеми, али тоа што го виделе, веројатно сериозно ги има потресано и реакциите беа баш дополнително им ги отвориле очите веројатно за реалноста во која што живеат и во која што функционираат нивните деца. Тоа што се гледа во филмот не е нешто непознато или некоја приказна од друга планета, само е изџвакано на некој начин да се види што тоа што го спомна Марија, како еден клик може да промени човечки живот или народски кажано од играчка како се стига до плачка, да. Да, баш е така. Какви се наредните планови за филмот Сестри и генерално кои се вашите прогнози? Споминавме да ова е македонскиот филм за кандидат за Оскар, ама што вие длабоко тука чувствувате кога станува збор за таа тема? Марија, ти? Па, мислам, ние, фала Богу, сме големи ентузијасти, многу сме среќни, задоволни, благодарни на тоа што Македонија го испрати токму нашиот филм како представник на Оскарите, меѓутоа за тоа ќе оставиме професионалците да одлучат. Мартин, твоето мислење? Ако се случи ќе се радуваме, ако не пак ќе се радуваме. Пак ќе се радуваме, така, дефинитивно. Сепак ние ја постигнавме целта и мислам дека секојдневно постигнуваме со тоа што луѓето го гледаат филмот и нели ја пораката допира до нив. Дополнително ќе го погледнат уште голем број на луѓе. Некаде пред крајот, какви се следните планови за филмот, затоа што споменавме околу фестивалскиот пат на истиот претходно. Што понатаму, еве веќе се дава нели во киносалите во Македонија, меѓутоа за некаде на друго место надвор од земјата? Ова прашање треба да го адресирате на друго место, да, во самата продукција, тоа што јас реално немам многу информации. Тоа што го знае ви го кажав на почеток за Netflix и за веќе одржаните фестивали, присуството на Сестри на тие фестивали. Сигурно ќе имат фестивали, но ќе ви излажам ако ви кажам било каква информација. На друго место ќе го адресирам кога ќе ја најдеме продукцијата. Јас тука некаде ќе ви се заблагодарам многу за ова гостување. Посакувам навистина да филмот Сестри доживее невидени успеси. Тебе до некаде не ти се нели непознати тие филмски успеси со претходните твои остварувања, но еве верувам дека секој нареден филм сакаш да е нели се подобар што се вели од претходниот или секој нареден проект да биде подобар од претходниот, така што нека биде успешен и овој филм Сестри. Ви благодарам многу за гостувањето, Марија. Поздрав до целата екипа и се надевам дека заеднички ќе успееме да промениме многу работи и да отвориме многу теми од овој тип кои што се од круцијално значење за нашето општество и генерално за функционирањето на младината во нашата земја. Се сложувате? Секако.